Здраво, пријатели! Добро дојдовте у денешнава епизода и издание. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на едно прашање кое што кога прв пат го прочитав, прво се насмеав затоа што си реков колку уствари луѓе се мачат по оваа тема и по ова прашање ни го постави Стивен од Радовиш, ако не се лажам, наш пријател, така да го погледнеме и ќе дадам одговор. Јадам доволно, но после тоа организмот ми бара уште. Иако сум веќе сит, често благо и некои крицки. Сакам да те прашам зошто додека не се прејадам, организмот ми бара уште и уште. Стивен, одлично прашање и фала ти многу за прашањево и искрено точно знам како ти е и сум бил на твое место и знам како е да се биде во твоја кожа, затоа што јас порано можеби додека не баш практикував некои добри навики, она што јас го правев е истото што и ти. И всушност тоа прејадување и кај мене, и кај тебе, и кај многу од луѓето кои што го следат ова и кои што можеби не го следат ова, го имаат тој проблем да се прејадат за ручек. И јас често знам да се нашалам со луѓето со кои што се среќавам дека порано од исхраната, она што јас внимавав е да не ја изедам ногарката, затоа што кога седнував се прејадував. Не дека не знам сега тоа да го направам со оброци кои што ми се мене омилени, но во секој случај од каде е константната потреба за да се прејадуваме? Многу едноставно. Прва работа, константната потреба да се прејадуваме е затоа што во текот на денот многу од луѓето немаат прва работа правилен почеток на денот, дали не појадуваат, дали појадуваат погрешно, али како и да е, и кај двете групи на луѓе зборуваме за луѓе кои што нутритивно своето тело не го задоволуваат. Односно зборуваме за луѓе кои што можеби и да јадат недоволно нутритивна вредност, што предизвикува да во втората половина од денот, односно кога веќе ќе дојде време за ручек, прегладнуваме или да не прегладнуваме, имаме потреба од огромна количество на храна. Тоа е затоа што телото во текот на денот, не добивајќи ја нутритивната вредност и потребното гориво кое што го бара, веќе во втората половина од денот, значи има страшни потреби за извор на енергија. И тие страшни потреби за извор на енергија, нашиот мозок ги препознава во храната која што е процесирана и која што ја нарекуваме junk food, затоа што има доста шекери и масти кои што брзо се метаболизираат. Сега, зошто е потребата за да се прејадуваме на ручек? Потребата е затоа што кога ти јадеш можеби некаков комплетен оброк, да речеме седнуваме за ручек и си ручаме најнормално традиционално готвено јадење кое што го имаме на ова поднебје. Не знам, јадам салата, можеби имам компир или ориз и парче месо и така натаму. И тоа е супер ручек. Но проблемот е тоа што кога ти ќе ставиш таков тип на храна, односно добра храна во твоето тело, е потребно време додека таа се преработи, е потребно време додека дојде во крвотокот и е потребно време нормално додека сето тоа дојде до системите кои што го бараат тој извор на енергија и кои што ги бараат нутриентите. Од друга страна, времето потребно за да дојде сигнал од желудникот до мозокот дека слушај, добро е, ме наполни. Многу од нас поради прегладнетоста во тие 20 минути веќе изеле можеби 2 и 3 пати повеќе од количината која што му е потребна на желудникот и тука се јавуваат тие проблеми. И доколку ме прашуваш за како да најдеш решение на сето ова, повторно ќе го кажам она што константно го зборувам. Ако твоето тело е задоволено, ако прво го стартуваш денот и твојот метаболизам на добар начин и му ги даваш сите потребни нутриенти, и доколку во остатокот од денот пред да дојде ручекот дома, дали тоа можеби ако го постартуваш денот во 7 па ручекот во 4, 5 или 6, во тоа растојание од појадокот до ручекот би требало да имаш неколку меѓуоброци кои што и те како треба да запазуваат барем протеински внес. Можеби нема да запазуваш на јаглехидрати, можеби нема да запазуваш доволно на шекери, но протеини треба, бидејќи на крај на денот протеините даваат ситост и се некако да кажеме природен регулатор на шекер во крвта кој што нема да дозволи да има такви падови на шекер кои што ќе предизвикуваат потреба за прејадување. Моите комбинации кои што јас би ги советувал е да бидат комбинации можеби и на зеленчук и на протеин, затоа што
Зеленчукот исто така стабилизира дотур на шекер во крвта, ги не дозволува јаглохидратите брзо да се вметнат во крвотокот и тоа јас би го направил. Но она што дефинитивно многу од луѓето го имаат е таа потреба за прејадување и не можат да се застанат додека не се прејадат и доколку можеби и се прејале за ручек, можеби после пола сат откако ќе дремнат, барем мене тоа ми се случувало навечер, доколку отвора можеби пакување чипс, не сум можел да се застанам додека не го видам дното и однака баш на ритам интервален внесувам парчење од чипсот. Тоа била мојата болка и точно те разбирам и точно знам зошто се јавува. Се јавува затоа што нутритивно не го задоволуваме телото како што треба и попладне страда за енергија, енергијата ја наоѓаме во прејадување и во многу junk food. Така да тука ти е проблемот. Мислам дека ти одговорив на прашањето, ако не повторно смена комуникација во инбокс, кај што и ми го постави прашањето. Фала ти уште еднаш и фала ви за интеракцијата. Тука завршувам за денеска, ве оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следната епизода. Чао!